Кајадат Мушмули, премиерија Мицкоски против тебе одржа одличен говор во Салцбург. Мислам дека беше на тој форумот. Го гледав внимателно. Што не е јасно за останатите? Многу убаво кажа Мицковски дека нема шанси бугарите во уставот да влезат така, како што до сега све проаѓаше. Прво ние да ја дадеме цела рака да ни ја издадат, па после да чекаме милост од таа меѓународната заедница, од колективниот запад, од ЕУ, како сакате кажете ги, сите се тие исти говна. Приказната со одложено дејство на премиерот Мицкоски не е само ништо друго, туку многу мангупски начин на купување време и на кажување меѓу редови на меѓународната: дечки, кој ве ебе, бугарите уставот нема да влезат. Не вака, не под ултиматуми, не под нивни услови. Прво нека си признаат постоење на македонски народ со целата негова посебност и идентитет, не од Тито, од времето на Тито, затоа што Тито не го измислил македонскиот народ. Тоа е една од најглупавите тези што може да се чујат на онаа политиканска европска сцена. Да, убаво кажав. И е срам за Европа што толерира своја членка да се однесува во 21. век по терк на некои фашистички автократски режими. Многу ми се допадна начинот, изразот на лицето на премиерот, она со доза на презир, кога се обидуваше тој словенечкиот, што беше тој за надворешни, ги беше работи да ни каже дека ете пак треба да се дадеме себе си во меѓуредови, во подтекст, пак треба гзо да го дадеме целосно, за да добиеме нешто. Ми се допадна тој израз на лицето, у смисла демек, јади гумна, само ја ќе се чачкам под ногти. Исто така да и порачам на германката Анал Бербат. Мислам сега не ми текна баш на незиното вистинско име, ама е наликува нова Анал Бербат. И таа да не јаде многу мушмули, оти видовме за кого и како игра Германија. За жал, мислевме дека ја научиле лекцијата од 45-та година, очигледно не ја научиле и веројатно ќе доживеат и таква судбина да ја научат и трет пат. Оти како тргнало, натаму оди. Кога не учиш од собствените грешки, тие не само што се повторуваат, туку пак ќе ги однесат во национална трагедија. Истото го мислам и за бугарите, и за сите оние кои што мислат дека ќе ги разбудат духовите на 1939 година. Држете се напред наши, што би рекол. Ја имате мојата полна поддршка се додека ги браните македонските интереси, а на овие кои што се обидуваат да кренат глава, па паламудат за зголемување на плати, шие му га џура, Венко and Quisling Company United или Limited, да им порачам да се покријат со некоја поголема јамболија црвена и нека не креваат глава. Ве видовме кои сте и да ви кажам уште од сега,
да нема дилеми, ја така ги кажам работите унапред, ама еве сега ептен унапред ќе ви ја кажам работата. Квислинзи од Социјалдемократскиот сојуз, со Венко Филипче на чело на партијата, ви гарантирам и можам со две раце да подпишам, само викнете ми и кажете ми кај треба да подпишам, ВМРО ќе владее минимум 12 години. ВМРО ДПМН. Па вие, ако сакате, правите звезди, кулут напред, стоите на глава, тоа ќе се случи. Джабе везете, што би рекла баба ми. Ај сега, имајте убав ден сите и нема предавање. Ако некој не предал, ако некој будали не предале, наше треба да сме заедно да го анулираме, да го поништиме тоа предавство. Благодарам многу. Се гледаме. Довидување.